Камионските превозници од Македонија, Србија, Босна и Црна Гора втор ден ги блокираат товарните гранични премини кон Европската Унија, протестирајќи против правилото 90-180 дена и новиот систем за идентификација. Тие бараат посебен професионален статус што ќе им овозможи континуиран влез во Европската Унија без ограничувања, додека Европската Унија засега останува на ставот дека правилата не се нови. Поддршка на блокадата дојде и од македонските институции, а стопанските комори предупредуваат на сериозни штети за транспортот и логистичките синџири. На терен е колешката Ирена Чачкова. Ирена, каква е состојбата утро во награничниот премин Блаце? Да, превозниците повторно на блокади, а бизнес секторот под сериозен притисок и денеска. Професионалните возачи од Македонија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина ги паркираа своите возила на граничните премини и бараат Европската Унија да донесе ново решение со кое што нема да биде ограничено нивното движење, односно нивниот престој во земјите од Шенген зоната, бидејќи како што велат со ваквиот начини, со новиот систем за регистрација, тие ќе претрпат огромни штети не само транспортниот сектор, туку економијата во целиот регион, односно во регионот на Западен Балкан. Меѓутоа, од друга страна, бизнисот веќе апелираше дека поради блокадите имаат сериозни штети, односно дека ќе се претрпат сериозни загуби со оглед на тоа што нема транспорт, целосно е замрен транспортот, увозот, извозот, освен оние камиони кои што се наоѓаат во овие држави пред стартот на самите блокади. Сепак, од превозниците велат дека тие навремено биле информирани. Во продолжение предлагам да чуеме оваа изјава. Известени се многу од поодамна дека ќе се случува сето ова. Така да нивната поддршка колку е поддршка не знаеме. Знаеме само дека моментално плачат ради загуби. Али што е тоа? Значи нема бегање сето ова, ние сме тука, ќе седиме се дека не се решат сите овие работи. Доколку за 7 дена не се заврши со сето ова, нема позитивна реакција од таа страна да се седне да се разговара, веројатно ќе се направи мала пауза, меѓутоа пак се продолжат блокадите. Знам дека Србија и Босна, дека они нема воопшто да престанат со блокирање, се дека нема завршница на сето ова. И Црна Гора. Повеќе босанците и србите се изјаснија околу таа работа, за Црна Гора поточно не знам за тоа. Они се поцврсти на таа основа. За нас 7 дена е, меѓутоа, ако нема позитивно ништо, пак ќе се продолжи веројатно. Од друга страна пак надлежните во државата, како и министерот за транспорт Александар Николовски, така и премиерот Мицкоски денеска кажа дека се запознаени со проблемот и дека се во комуникација со Европската комисија, меѓутоа за сега нема никакви конкретни чекори дали можеби ќе се промени оваа одлука, освен дека проблемот се разгледува и дека преговорите траат. Во продолжение предлагам да слушнеме и неговата изјава. Уште од септември месец ова прашање е на дневен ред во рамките на нашите разговори со Европската комисија. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија е задолжен од страна на владата да разговара за ова прашање. Исто како што сме разговарале и за квотите за извоз на челик, исто како што сме разговарале за Green Lane, исто како што сме разговарале и за Roam at Home, исто како што сме разговарале за Сибен, Мрва и така натаму, ние работиме во интерес на граѓаните и очекувам, барем од тоа што е последна најава, да ова се реши. Јас вчера побарав телефонски разговор со претседателката на Европската комисија, таа е службено отсутна во Индија, очекувам денови да се слушнам и повторно да ја отвориме оваа тема и заедно со колегите од регионот повторно да ја ставиме оваа тема на маса, така што отприлика тоа е. Освен домашните стопанственици, со реакција излегоа и од Стопанската комора на Србија, пресметките таму покажуваат дека од блокадите на превозниците дневно трпат околу 100 милиони евра штета, меѓутоа и со жалење излегоа и бугарските превозници кои што тврдат дека поради овие блокади тие се принудени да вршат транспорт преку Романија, бидејќи блокадите во останатите држави се уште се во тек и во наредните денови исто така ќе бидат запрени камионите на граничните премини.
Исто така се напоменува дека и ова ограничување, ова одлука на Европската комисија не е ништо ново, меѓутоа од обреснувањето на транспортерите одлуката не е нова, меѓутоа Шенген зоната не е иста, односно таа е проширена и во неја се влезени Хрватска, Романија и Бугарија, па затоа сметаат дека треба и ова одлука да биде променета. Или бараат целосно укинување на ваквото ограничување, или пак да добијат некакви визи кои што ќе им бидат на одреден период и нема да биде ограничен нивниот транспорт и вршењето на нивната работа. Исто така напоменуваат дека и тие како и бизнис секторот трпи штети, меѓутоа дека доколку дозволат Европската комисија да го регулира ова правило, односно да биде спроведено, штетите ќе бидат многу повисоки, не само за нив, туку и за целокупната економија. Александар, тоа би било се за сега, како што веќе се знае, блокадите ќе бидат 7 дена, а потоа ако нема епилог од преговорите, можеби ќе има минимално прекина, потоа блокадите ќе продолжат се до носење на конечна одлука за растеретување на транспортот и укинување на ова ограничување на превозниците од земјите од Западен Балкан.